вечер со топ тема на ваша страна. Партизирана или професионална дипломатија? Дали стопирањето на заминувањето на Александар Николовски за амбасадор во Брисел е крај на политиката на претходната влада, која својата партиска агенда ја спроведуваше преку дипломатите блиски до нив? Кои скандали во последниве години ја тресеа македонската дипломатија? Во топ тема на ваша страна дебатираат аналитичарот Сашо Клековски, председателот на синдикатот на МНР Сашко Тодоровски и Томислав Тунтев, член на Собраниска комисија за надворешна политика и координатор на претедничката група на СДСМ. Останете со нас. Да, значи веќе е најавена темата, но секако вечерва ќе говориме и за посетата на премиерот Заев на Бугарија, реакцијата на ВМРО ДПМН дека не може работите од национални интереси, национални прашања да нема увид на јавноста во нив и бараат увид на договорите што Заев ги потпиша со Борисов, и секако посетата на Тинаот, министерот за надворешни работи Никола Димитров. Благодарам на моите гости што вечерва се тука. Господинот Тунтев, господинот Тодоровски и Клековски. Сите во својот сегмент сте аналитичари или пак работите со надворешна политика. Господинот Тунтев е пратеник, меѓутоа во ситуацијава навистина е многу потребно да се објасни постапката зошто е оспорено Александар Николовски да замине во Брисел. Па еве од вас ќе почнам. Денеска кажа министерот дека целата таа работа на владата веќе е стопирана, меѓутоа вчера медиумите малце беа затекнати со одржувањето на комисијата за надворешна политика и од тука се обелодени спорноста на изборот на Александар Николовски, кој денеска реагираше за медиумите и рече дека тој се повлекал од сите функции во парламентот и во собранието и Советот на Европа, и како и од сите партиски функции, и дека смета дека амбасадорското место не му треба да му припадне. Каде запна работата во процедурата вчера? Прво, добро вечер на сите, добро вечер до вашите ценети гледачи, добро вечер до вас и до нашите соговорници. И јас ви благодарам за поканата и веднаш да ви кажам дека голема владина делегација беа гости на господинот Бојко Борисов во официјална посета на Република Бугарија. Тоа е всушност една прва официјална посета на голема владина делегација и заради тоа веројатно денеска следеше изјавата од министерот Димитров. Инаку вчера по редот на работите требаше во 14 часот да се одржи комисија за надворешни работи со една точка на дневен ред, представување на платформата за дипломатски активности на амбасадорот на Република Македонија Александар Николовски при Европската унија во Брисел, Кралството Белгија. Вака стоеше на интернет сајтот на Собранието на Република Македонија, иако кога кликнете во материјали не беше објавен никаков документ. Меѓутоа, неколку дена членовите на комисијата и замениците членови на комисијата знаеа дека е најавена седницата на ова собраниско тело. Меѓутоа, во меѓувреме, значи во понеделникот, владата на Република Македонија на редовна седница донесе одлука за прекинување на постапката. Значи, ова морам да го појаснам, постапката за именување на господинот Николовски за амбасадор во Европската унија не беше завршена. Била почната, меѓутоа не била финализирана. Од таа причина, имајќи го во предвид значајот, значи од повеќе причини за кои можеме подоцна да дискутираме, владата донесе одлука да запре постапката, значи да се прекине постапката, и со самото тоа одржувањето на комисиската седница стана безпредметно. Покрај тоа, има уште неколку деловнички одредби кои велат дека председателот на комисијата го известува председателот на собранието, дека основното правило, според деловник, според деловничките одредби, е комисијата може да започне со работа доколку се утврди дневниот ред, а за утврдување на дневниот ред потребно е мнозинство од членовите.
Комисијата за надворешни работи брои 11 члена, еден председател и 10 члена, што значи 6 члена е минимум за да започне со работа утврдувањето на дневниот ред. Од почетокот на работата на комисијата, со која председава господинот Антонио Милошевски, до крајот на работата на комисијата немаше кворум за работа на комисијата. Значи, дневниот ред бил усвоен неделовнички, за цело време на представувањето на платформата, внатре биле само пратениците од ВМРО ДПМНЕ и според тоа целата работа всушност губи смисла од оној момент кога се прекршени деловничките одредби. Меѓутоа, зашто не се одложи комисијата? Ако владата донела во понеделникот таква одлука, јавноста не беше информирана за тоа, дури денеска официјално министерот тоа да го кажа, зошто да се доведе пратениците во една таква ситуација, да ако сте вие од СДСМ, можеби сте знаеле каква одлука е донесена. Меѓутоа, дали владата испрати допис до парламентот или до некој за да може таа комисија и да не се одржи, зашто воопшто се одржувала е прашањето? Бидејќи верувам и тие како и ние не знаеле дека такво нешто се случило на влада. Значи, само да ви го прочитам, член 95 од деловникот. Од тука почнува и со тоа завршува се. Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од скупниот број на пратеници. Ова се однесува како на пленарна, така и на седница на собраниско тело. Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, најмалку со 1/3 од скупниот број на пратеници, ако со уставот не е утврдено посебно мнозинство. Значи, за да започне седницата, потребно е мнозинство од пратеници, потребен е кворум. Тој кворум господинот Милошовски го немаше, таму беше присутен тој како председател на Комисијата за надворешни работи и 4 члена од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Значи, ги немаше членовите од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, 5 и членот од ДУИ. Значи, немаше услови за започнување на комисијата. Знаете, ако одржувањето на една комисија е безпредметно, прашање е зошто председателот на комисијата не ја започнал, не утврдил дека нема кворум и да ја одложи, или да ја прекине и нејзиното продолжување да го закаже тогаш кога ќе се создадат деловнички услови. Тука е основното прашање. И всушност ние бевме затечени од парламентарното мнозинство кога слушнавме дека господинот Милошевски упорно си ја води комисијата без кворум. И знаете, јас сум заменик член во таа комисија. Дали заменик член ќе влезе во комисијата или член, во тој момент може да има кворум. Знаејќи дека е безпредметно одржувањето на комисијата, значи ние само испративме наш пратеник да му го укаже тоа на председателот на комисијата Антонио Милошовски и заради јавноста. Кога гледате вие на собраниски канал одржување на собраниска седница или на седница на собраниско тело, односно на собраниска комисија, јавноста не знае кои се членови, кои се заменици членови. Таму беа присутни и членовите и замениците сите од ВМРО ДПМНЕ. Тоа не прави да има потребно мнозинство. Значи, седницата на комисијата беше отворена неделовнички, без потребниот кворум. Го поканев и господинот Александар Николовски да дојде во топ тема на ваша страна, меѓутоа тој кажа дека се надева дека ситуацијата ќе се надмине и веќе го прочитам неговиот став, дека вели дека ќе представува сите граѓани и сите државни институции и фактори и смета дека за оваа битна дипломатска тема не е потребно медиумско надмудрување, туку координација и согласување помеѓу председателот, премиерот, министерот за надворешни работи и тој како амбасадор. Господине Тодоровски, со оглед на тоа што многу пати сте реагирале на испраќањето на, како според вас, несоодветните личности за амбасадори. Во кој процент ќе влезеше Александар Николовски ако замине на луѓе кои што не се од кариера во министерството, туку се политички представници на власта? Меѓутоа не само нова власт, и претходните влади испраќале своји членови и луѓе на вакви битни функции. Добро, ова сепак ми е малку трик прашање која река тече под Савски мост. Да нагласам дека кога рековте ние сме реагирале, да, тоа ние сме синдикатот на Македонската дипломатска служба, чија примарна цел е заштита на професионализмот во дипломатијата, а втора функција се работничките права на вработените во Министерството за надворешни работи. И од таа
позиција ние имаме реагирано на сите случаи што имавме јавни сознанија дека се вметнуваат определени партиски кадри. Случајот на Александар Николовски е, би рекол, по-класичен и од најкласичниот случај. Господинот Николовски нема никаква ни додирна точка со професионализмот во дипломатијата. Сигурно дека извршува определени пратенички функции, меѓутоа тоа воопшто не му дава за право да тврди дека е тој професионалец или ваков или онаков амбасадор. Што се однесува до ова што го дискутиравте со господинот Тунтев, јас не знам, но предпоставувам дека пред Министерството да ја започне дури и процедурата пред владата, сигурно упатило некое писмо или известување до собранието дека ќе биде поведена таква процедура во рамките на владата за прекинување на назначувањето на господинот Николовски. Таква информација не добивме и господинот Тунтев не ми кажа дали владата пратила допис. Јас затоа велам тоа е она што знам дека во практика во вакви ситуации ние и во други ситуации го имаме како министерство практикувано. И би ме чудело да нема такво писмо, заради тоа што буквално таа процедура пред владата не е во 2 сата. Си се изготвува информација, па таа информација се разгледува. Претпоставувам дека и до председателот треба да оди тој допис. До председателот на собранието. Заради тоа што така се движи постапката, според нашиот закон за надворешни работи, што во овој сегмент не е затангиран председателот на Републиката. Меѓутоа, тоа е многу важно. Заради тоа што еднаш кога ќе се заврши процедурата во собранието, тогаш доаѓаат на ред председателот и министерот за надворешни работи, што е малку познато и во овие процедури се превидува. Заради тоа што според законот акредитивот, значи писменото овластување што го добива Николовски како амбасадор е копотпишано од председателот на државата и така наречен параф или краток подпис од министерот за надворешни работи. Значи еднаш кога сите процедури ќе се завршат, да, тогаш оди кај председателот, меѓутоа повторно се враќа кај министерот за надворешни работи. Сега, ова е на некој начин и една промена можеби во нашата секојдневие, меѓутоа тоа си е дел од практиката и тоа од најстарата дипломатска практика. Бидејќи амбасадорот као таков не одговара пред владата, туку одговара пред председателот и пред министерот за надворешни работи. И тука разликата е огромна. Што значи, не е битно кој ја започнал процедурата, кој министер за надворешни работи ја водел постапката. Битно е дека оној министер што ќе стави параф на неговиот акредитив, вика, ова е човек од моја доверба. Во случајов не е така и затоа... А во случајов тоа дефинитивно не е така. Кликовски, бидејќи Брисел е битно место, верувате ли дека ова се случи само заради тоа што власта не сака да дозволи битното амбасадорско место во Брисел да и припадне на ВМРО-ДПМН, односно на опозицијата, особено со тоа што ВМРО-ДПМН во последно време навистина ги залади или ги усложни односите со амбасадорите на европските земји и на САД, иако последната изјава на Груевски беше дека ќе бараат редефинирање на таа ситуација. Добро, Жане, значи последно прашање повеќе во аспект на колку широки интереси представува нашиот представник во Европската унија во Брисел, меѓутоа бидејќи беа додирнати прашања и во однос на процедурата и во однос на личноста, би сакал нешто да кажам во однос на тоа. Мислам дека малку нефер беше ставен на Александар Николовски во најавата со скандалите на ВМРО во дипломатијата. Ниту пак јас сум чул дека Александар Николовски тврди дека е професионален дипломат. Сите знаеме дека Александар Николовски е 10-15 години пратеник на ВМРО-ДПМН во собранието, така да било нонсенс да Николовски тврди дека е... Не, тој вели дека тој ќе ги представува сите наши граѓани, тоа е во изјава. Значи, прво мислам дека е нефер поставувањето, бидејќи јас лично го следам Николовски од неговата 18-та година, кој беше председател на Унија на средношколци на Македонија, и не се сеќам за ниеден скандал
повезан со неговото име. Од друга страна, знам дека беше одличен представник на Македонија во делегацијата во парламентарното заседание на Советот на Европа во Страсбург и дека добро ги застапуваше интересите таму, вклучувајќи дека беше избран и за подпредседател на постојаниот мониторинг комитет во Советот. Така што, ако збориме за неговиот капацитет или компетентност, треба да земеме во обзир веројатно други карактеристики, дека он најверојатно би бил, бидејќи прашањето беше тоа да Сашко, дали он би бил во квотата за политичари во дипломатијата. Со оглед на тоа што беше во партиските тела, близо со работи на Груевски. Мислам дека без ни еден ден поминат во Министерството за надворешни работи не може да биде во квотата на професионалци од Министерството. Меѓутоа, мислам дека исто така не е фер да се става под наслов несоодветен кандидат и скандали повезани со дипломатија. Меѓутоа, факт е дека беше во Комисијата за надворешна политика како председател на ВМРО ДПМН. Последните средби што ги имаше, да. ВМРО ДПМН нема што да Тука е и она што ве прашав. Да споеме, не зборам за неговата личност и за компетентноста. Вториот аспект што беше спомнат е правната процедура. И мислам дека Сашко малку повеќе ќе каже дека јас колку што знам, Николовски веќе има добиено согласност од министер и од председател. Има агреман од Европската унија, значи тоа е следната фаза и ги има представено тезите во Министерството за надворешни работи, што мислам дека исто валјда е во претходната влада, за претходниот да појасниме. Да. Значи дека правната процедура е веројатно завршена, ама јас не сум експерт за тоа и не би го толкова. Последното е прашањето како ги градиме работите во представувањето на нашето представување во Брисел. На една страна е заговарањето на премиерот Зоран Заев за најширока можна поддршка. Најшироката можна поддршка значи дека во одредени фази не само ВМРО ДПМН и други партии кои не се членови на владеачката коалиција ќе треба да дадат поддршка за одредени закони, дали во судството, дали за договор за добро соседство, бидејќи веројатно нема да се надгласуваме во парламентот за договор за добро соседство, веројатно ќе треба со некоја широка поддршка да биде усвоен тој договор. Значи, од една страна си велиме дека треба широка поддршка, од друга страна јас го разбирам и денеска изјавата на министерот Никола Димитров дека во една клучна позиција сака да има човек од доверба и претпоставам дека со тоа имплицира дека Александар Николовски не е тој човек од доверба што би го представувал министерството во Брисел. Меѓутоа, мислам дека целата ова комуникација не смееше да се одвива бидејќи во дипломатија. Не требаше да се одвива вака во јавноста, туку требаше да биде предмет на координација на министер за надворешни работи, владата и председателот на Републиката Македонија. Посебно, бидејќи ова е прво именување. Да, од кога дојде новата влада? Откако дојде новата влада, а колку што ми е мене познато, некои 15 амбасадорски места се празни или треба да бидат заменети амбасадорите. И за сите нив ќе треба согласност од министерот за надворешни работи Никола Димитров и председателот на Републиката. Дали ова го осложнува целиот тој процес? Значи, каде што секако треба едно конструктивно договарање меѓу министерот и председателот, а веќе председателот дал согласност за овој кандидат, мислам дека еден лош старт како ќе оди понатамошното одвивање на работите. И мислам дека треба сите тие работи да се земат во обзир. Тодоровски, во однос на процедурата, и ова што го зборува Клејковски, секако отвара, ако оваа процедура вака почне, нормално што ќе стане и со останатите 15. И то клучни амбасади, мислам дека се спазни. Меѓутоа, дали навистина, ако... Мене ме чуди фактот што Николовски не помина кога неговите биле на власт и го оставиле вака сега во оваа ситуација. Па добро, ајде прво да почнеме од тоа. Ако веќе зборуваме за скандал, да, знам дека се распушти, меѓутоа може да процедура за назначување на господин Николовски за амбасадор е вид скандал. Од едноставна причина што јас не знам дипломатија, каде што политичките структури во очи на распуштање на парламентот започнуваат процедура за назначување на амбасадори. Напротив,
добри 3-4 месеци пред да се распишат изборите, значи добри 5-6 месеци пред да се распушти парламентот, не се упатуваат такви предлози од едноставна причина што тоа си е дел од она што значи па и лична конекција на амбасадорите со актуелната политичка власт. Бидејќи на крајот на краиштата, амбасадорот не е само да ве представува, туку амбасадорот е оној прв филтер на тоа што тие земји сакаат да ни го понудат и следствено он мора да има некакви контакти со раководството. И ако имате амбасадор кој што е во директна колизија со председателот, со премиерот, со министерот за надворешни работи, немате ефект. Второ, извини Сашко, тогаш како што се однесува до тезите, извини Саше, што се однесува до тезите, ние веќе подолго време, она што Жане спомна, сигнализираме дека не само што е убиен професионализмот, туку се исцрпени и ингеренциите на Министерството. Една од тие ингеренции е ова. Значи, да наметнете определена личност за амбасадор, значи дека членовите на колегиумот да ги ставите, на колегиумот на министерот за надворешни работи, да ги ставите под огромен притисок и тие да кажат па добро. Меѓутоа, она што јас можев да чуем за одбраната на тезите е дека имало многу сериозни забелешки за неговите тези. И дека едноставно амбасадор, се извинам, тогашниот МНР, не само што не ги зел предвид, туку напротив, малку и офанзивно настапувал према секој кој што ќе се обидел со критичка нотка да ги анализира тезите на Николовски. А сега да бидам и малку и не толку дискретен, господин Николовски имаше дубиозна улога во редица ситуации во Советот на Европа. Една од нив е изборот на македонски судија во Европскиот суд за човекови права. Има простетено странски извори кои кажуваат дека интензивно лобирал за човекот кој што е сега избран. А што би рекло Томисов, директно спротивно на деловникот на парламентарното собрание. И тоа е скандал. Да не зборуваме за друго, што се однесува до процедурата. Процедурата си има затворен дел, тоа не е тајна дипломатија. Тоа е затворен дел и отворен дел. Затворениот дел е додека не се добие одговор од другата страна дека го прифаќа тој човек за амбасадор. Од тој момент се отвара процедурата. И веќе не е прашање председателот, премиерот и министерот да си се договараат. Не, од тој момент се вклучува целокупната јавност и седницата на комитетот, односно комисијата за надворешни работи при нашиот парламент, и е јавна, се снима. Значи, не може тоа да биде веќе затворена работа. Сашко, само да слушаме и репликата за да има дебата. Значи, јас се нафатив да дојдам во емисија кај што ќе дебатираме за ова. Значи, не реков ја дека треба да биде тоа тајно, само сметам дека да во медиумите почне да се води расправа за отпилкување за прекинување на постапка на амбасадор без никој тоа да внатре го поразговара, пошто веќе знаеме дека собранието не знаеле дека е прекината постапката. Не е така, не. Значи, ако ми дозволите сега, значи тврдите дека сте имали информација. Не, веднаш да ви ги расчистам дилемите, затоа што вие на почетокот рековте дека правната процедура предпоставувате дека била завршена. Правната процедура за именување на господинот Николовски не е завршена. И ние денеска, јас не сакам да зборувам за капацитетите, квалитетите на Александар Николовски. Не е тема. Тема е повреда на законските и деловничките одредби, затоа што правната процедура е започната, меѓутоа поранешната влада која можела да ја заврши правната процедура, не ја завршила. Нам причините не ни се познати. Можеме само да ги предпоставуваме. Не е точно дека затоа што собранието се распуштило и не е точно дека затоа што сме чекале на избор на комисијата за избор и именувања. Тоа можеше да се заврши со претходниот парламентарен состав. Јас се сеќавам, бев пратеник и во минатиот состав, кога кажа дека господинот Александар Николовски, наш колега, седеше 3 места од мене, дека ќе биде наш амбасадор во Брисел во Европската Унија. И
Во тој момент можеше и започна процедурата, значи точно е дека започнала процедурата, затоа што во Законот за надворешни работи, член 37, 38, 39 и 40 ги дефинира точно целата процедура, сите постапки што треба една по една редоследно да бидат завршени. Значи, прво треба да има претходна усогласеност помеѓу председателот на државата и министерот за надворешни работи. Врз основа на претходната усогласеност, тоа значи разговор, се согласуваме. Министерот за надворешни работи го предлага на владата, владата го прифаќа предлогот или не го прифаќа. Ево претпоставиме дека е прифатен предлогот. Има и за мен добиено, нема што да претпоставиме. Не, ама председателот на владата писмено го информира председателот за предлогот за именување на амбасадор. И сега председателот на државата писмено се изјаснува повратно до владата во однос на предлогот од премиерот. И најдосна во рок од 30 дена од приемот на предлогот. Кога е тоа завршено, по добивањето на позитивниот став од председателот, Министерството од државата на приемот всушност бара агреман за кандидатот за амбасадор. Значи бара согласност, односно одобрение дека Филан и Филан, значи тоа е поминато. Сега по добивањето на агреманот, кандидатот за амбасадор започнува со подготовки за преземање на должноста, член 39 од законот, кои траат најмногу 60 дена и се сметаат за завршени по завршениот разговор во Министерството. Односно, што е направено, така Сашко? Направено и директорите во Министерството. Не услови на агреман. Сега. Добија на агреман. Каде е сега проблемот? По завршениот разговор, кандидатот за амбасадор ги презентира своите согледувања за односите со државата на приемот. Јас се сеќавам, бев заменик член исто и во претходниот состав на Комисијата за надворешни работи. Исто Антонио Милошевски беше председател. Постапката беше и за господинот Боцевски, и за господинот Муцурски, и кој беше третиот за Ѓорчев во Софија. Значи, нам ни е позната постапката. Меѓутоа имаше кворум и комисијата работеше деловнички. Јас ве разбирам што спорите дека немало кворум. Меѓутоа не разбирам зашто владата не ја даде информацијата до собранието. Тоа е едната работа, дека нема потреба од комисија затоа што го оспорува. И втората работа, јавноста не знаеше за такво нешто. Вчера се бевме збунети. Дури денеска министрот кажа. И третата работа е на кој член се повикува и треба ли да се повика министерот за надворешни работи во однос на оваа ситуација или само наведе дека тој бил член на секретар за надворешна политика. Треба ли министерот, ве прашувам и вас и Тодоровски, да се повика на некој член врз основа на кој го повлекува, односно тоа што го направил неговиот претходник сега не го важи како процедура. Значи, сигурно. Ова што го зборувате вие ќе беше актуелно ако беше завршена постапката и ако Александар Николовски веќе беше именуван за амбасадор. Ќе почнеше постапка за отповикување. Ама и тука тоа е дефинирано работа во законот. Ама тука е целата работа, постапката не е завршена. Постапката завршува со представување на неговите ставови и гледишта пред надлежното собраниско тело. Заради тоа што собранието беше распуштено, заради тоа што не беше формирана комисијата за избор и именувања, од кога се формира се создадоа услови и комисијата беше најавена седницата. Меѓутоа на седницата не присуствуваа доволен број на членови и од тој аспект седницата на комисијата за надворешни работи е одржана неделовнички. Значи Жана прашува дали има акт на Министерството за надворешни работи со кој се прекинува постапката. Не треба акт на Министерството за надворешни работи. Владата на својата седница во понеделникот донела одлука за прекинување на постапката. И многу е логично да се донесе таква одлука. Што стои во тоа? Јас сега неофицијално ќе ви кажам дека се направени консултации и од страна на министерот, и од страна на премиерот со председателот на државата. Внимавајте, за Република Македонија Брисел, односно Европската унија, е најзначајната дипломатска дестинација. Па и од аспект на аспирациите на Република Македонија за членство и во ЕУ и во НАТО. И сега имаме посебен амбасадор во НАТО. Не. Значи и од аспект и за членство и во ЕУ и во НАТО, Брисел ни е најзначајната дестинација. И сега замислете вие парадокс, еден од најблиските соработници на Никола Груевски во досегашниот период да биде амбасадор на Република Македонија во Европската унија. Ние не зборуваме, само да завршам две реченици, ние не зборуваме за дипломат од кариера, ние не зборуваме за дипломат со долгогодишно дипломатско искуство. Тој е наш колега пратеник кој бил во 3-4 мандати пратеник,
кој несомнено има искуство во работата на Европскиот парламент и така натаму. Меѓутоа, тоа не сме во прашање само оној ментален склоп на ВМРО ДПМН е насила, на брзина, охријани викаме со шуклук, да се заврши работата, да се протурка некако и да се направи проблем. Овдека е многу јасно и децидно и во деловникот и во законот. Според законот за надворешни работи, постапката за именување на Александар Николовски не била завршена, а според деловничките одредби немаше кворум за да биде одржана Тодоровски само на Кусов, да. Само една контрадикција. Сега една страната дека викате дека нешто на брзина се покушува да се направи, а само пред малку рековте дека имало време претходното собрание да ја заврши оваа постапка што сега правеше. Тврдам дека не било на брзина, значи имало време. Не, сега е на брзина. Сега е на брзина да се одржи седница на комисија без кворум. Да се викнат и замениците и членовите, само пратениците од ВМРО ДПМН, за јавноста да стекне впечаток дека имаме луѓе, имаме кворум, што не е така деловнички, тоа може лесно да се докаже и на Собранискиот канал се снима запит. Председателот на комисијата е должен да се остави записник. А вие зошто не отидовте на комисијата, членовите од СДСМ? Знаевте дека имаме, не отидовте? Знаевте за одлуката на влада? Дека е безпредметно да одиме заради одлуката на влада. И не само заради одлуката на влада. Значи, заради тоа што председателот на собранието ни кажа дека не е известен за одржувањето на седницата. Не само една работа ми е спорна. И така натаму, неколку причини се. Да, одлуката на влада не била можеби доставена и до пратениците на ВМРО ДПМН и членовите, не беше доставена до јавноста и затоа ја спорам нетранспарентност. Вака на ти затоа што веќе се чувствувам близок, како да ви објаснам. Ако сум јас председател на комисија, без оглед која е, и сега отварам седница, нема кворум, не можам да ја водам седница, како ќе го утврдам дневниот ред? Според деловничка одредба не смее да се утврди дневниот ред доколку нема мнозинство од пратениците. А вие сте знаеле дека има одлука на влада? Брои 11 члена, таму беа присутни 5 заедно со председателот. Значи јас како председател деловничка должност ми е да ја одложам седницата додека не се создадат деловнички услови. Морам да ја прекинам дебатата заради пауза за реклами, се враќаме веднаш по неколку минути. Тодоровски, законот за надворешни работи, дали е јасен во однос на оваа процедура, дали треба да истрпи промени заради ова што се случува сега со Александар Николовски, заради тоа што го поставивме како прашање, сега веќе може да спори, да речеме, Иванов, следните 15 кои треба да се назначат, па тој да не се согласува и Македонија да тапка во место, а се работи за битни места. Дефинитивно да може. Процедурата е можеби малку сложена, меѓутоа не завршува со постапката во собрание, завршува со два акти. Едниот е указ од председателот објавен во службен вестник. Вториот е акредитивот што ќе го потпишат председателот и министерот за надворешни работи, никој друг, ни влада, ни Гранатчево, Гевгелија, ни било кој друг, овие двајца. Што значи, се до последен момент, ова, да ја наречеме функција на амбасадор во некоја земја или меѓународна организација, не е битно, не е завршена додека човеков не го добие тој папирус подпишан од двајца луѓе, од председателот на државата и од министерот за надворешни работи. И не може господинот Николовски да се представува како амбасадор на Република Македонија во примисијата во ЕУ, во НАТО, во Брисел. И што е уште нешто поважно. Да, може за сите 15 места, меѓутоа имате предвид дека со таа ситуација се соочивме, и тоа е уште еден скандал, не знам дали Саша ќе се сложи, каде што сите предложени кандидати, значи незавршена процедура, за амбасадори со албански етнички предснак, председателот ги укочи. Значи тоа си е негов прерогатив и законот тоа го дозвола. Не, законот си е добар. Мора да постои тука една определена хармонија, меѓутоа сега тука е разликата меѓу председателот и министерот за надворешни работи. Тука е на сега кохабитацијата што ќе треба да следи. Па на некој начин да, и многу важно е да дојде до еден, како да кажеме, еден консенсус, едно разбирање, еден динамичен диалог меѓу овие две институции, меѓутоа во предност е министерот за надворешни работи, заради тоа што он може во секое време да го повика било кој амбасадор на консултации во земјата и да го задржи неограничено. И второ, може да прати во било која мисија вршител на должноста. Председателот тоа не може.
Што значи, тука имаме можеби некој вид дискрепанца, меѓутоа таа дискрепанца не е случајна. Тоа значи дека се има оперативен опус на задачи во тие емисии, кои што мораат да бидат извршувани. Или имаат реперкусии по билатералните односи и така натаму. Какви реперкусии имаше по билатералните односи? Значи, мала дегресија, значи не планирам да спорам со господинот Тунтер, бидејќи он е од вас остави пратеник и верувам дека деловникот го познава подобро од мене, ниту со Сашко кој е цел живот во Министерството и верувам дека Законот за надворешни работи. Јас сакам да се вратам уште еднаш кон на политичкиот момент. Прво, обезбедување на широка поддршка на одредени кои што треба ова влада да ги направи. И второ е кохабитацијата што е спомнена со председателот Иванов. Ако Николовски навистина толку висок функционер на ВМРО ДПМН не е како што се тврди дека е, како СДСМ очекува да ја добие поддршката од ВМРО ДПМН за клучни реформи? За реформите на ПРИБЕ, за промени во судство, за договорите за добро соседство или сите мерки кои што ќе треба навистина многу широка поддршка. Значи тука не можам да го согледам следот на Чекој, надвор од ова дополнителна кохабитација со господинот Иванов, каде што господинот Иванов може да има различни интереси од ВМРО ДПМН или од владата, така да може да одлучи поинаку. Меѓутоа, еве како ќе се повика ВМРО ДПМН на соработка, каде што на првиот гест дискусијата се случува јавно. Препукувањето се случува јавно. Тоа е повеќе за Тунтер, ја мислам, со оглед на тоа што сте од СДС. Кој прв гест, ние не сме од сега, не започнува од сега работата на парламентот, па во изминатите 2,5 години во услови на политичка криза, ни што се не поминаја и политичките партии и меѓународниот фактор. Сега разговараме за председател на држава кој помилува со амнестија, па потоа ТТ не важи и така натаму. Значи, не е ова генерирано сега овој проблем и воопшто не е проблем кој треба да се развлекува низ медиумите. Едноставна е тематиката во овој пат. Не е почитуван деловникот на Собранието на Република Македонија. Она што се одржало како комисија за надворешни работи, се одржало неделовнички. Според тоа, дали е заклучок, дали е, како го нарекоја, прост премин, што не може да се направи на комисија, а го дефинира деловникот како прост премин, или дали ќе е предлог закон, доколку не се утврди дневен ред деловнички со мнозинство од пратениците, тогаш тоа е веќе нелегално, нелегитимно. И тука завршува приказката. Не справија со тој дел. Меѓутоа сега друго прашање е зошто претходната влада не ја завршила постапката ова што го зборува господин Ковачевски. ВМРО ДПМН само да кажам дека денеска не сакаше да коментира во однос на Александар Николовски она што се случува, не сакајки да му, верувам, да протоколно да му пречи и да се смета дека еве сега тие Ама не ме чуди зашто го поддржуваат или не го поддржуваат. Така да само да кажам дека не коментира зашто не ја завршила. Дека во понеделникот е одржана седница на влада, знаеја дека има одлука за прекинување на постапката, знаеја и затоа се обидоа без мнозинство да ја одржат комисијата. Вие за една работа се само за уште еден парадокс, дозволите ми. Ова е толков голем парадокс што станува преседан кој не е виден досега во работата на Собранието. По завршување на седницата на комисијата за надворешни работи, председателот на комисијата, господинот Антонио Милошевски, испраќа писмо до председателот на државата Ѓорѓе Иванов и до председателот на Собранието Талат Џафери, со кој ги информира дека комисијата за надворешни работи одржала седницата и дека со прост премин е заклучено или расправата траела представувањето, односно е завршено представувањето на платформата за дипломатските активности на амбасадорот Александар Николовски во Брисел. Никогаш досега председател на работно тело на собрание не испратил писмо за работа на собранијско тело до председател на држава. Значи тоа е еден нонсенс, тоа е еден преседан, ама очигледно ВМРО ДПМН се обидува и јас така го гледам ова. И затоа мислам дека Александар Николовски од не сакајки е сега предмет на нашиот разговор, само заради непочитување на деловничките одредби. Да, Александар Николовски имате право што го ставивме во најавата во еден состав на дипломати кои што
од партиски причини не се покажаа многу во дипломатијата и се прекрши на него. И јас се сложувам, меѓутоа еве да видиме какви беа тие дипломати и какви скандали направија во земите каде што беа присутни. Огнен Чанчаревиќ има повеќе. Дипломатијата е огледало на една држава. Се почесто македонската дипломатија спроведуваат луѓе кои нема допирна точка со неа. Луѓе без ниту еден ден искуство во меѓународните односи беа промовирани како дипломати во оваа зграда зад мене и потоа беа испратени во странство да не представуваат. Подобноста и партиската книшка станаа услов за напредок во македонската дипломатија. Што имаат заедничко Петар Стојановски, Ненад Шундовски, Фуад Хасановиќ, Даниела Караѓозова, освен тоа што не се дипломати од кариера? Перо Стојановски, кој беше испратен како амбасадор во Австралија, е еклатантен пример на модерната македонска дипломатија. За кусо време ги наруши односите со македонските селеници, а според документи од МНР ја оставил службената каса полесна за околу $40,000. Врвот во неговата дипломатска кариера беше судскиот процес со неговата љубовница, која му го украде службениот лаптоп, па МНР мораше да ги менува безбедносните шифри и протоколи. Поранешната амбасадорка во Хрватска, Даниела Караѓозова, шумарски инженер, магистар по туризам и бизнисмен, дипломатската кариера ја почна во Советот на град Скопје, па преку Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ и директорското место во аеродроми на Македонија, слета во амбасадата во Загреб. Таа беше уловена како го пере службеното возило през градата во која живее, но и како позира покрај истиот автомобил, овој пат накитен за роденденот на незината ќерка. Поранешниот македонски амбасадор во Катар, Фуад Хасановиќ, остана без персонал, бидејќи не им ги исплаќал платите, кои инаку МНР редовно ги префрлала на сметката со која што тој раководел. Внатрешната ревизија покажала дека Хасановиќ ја олеснил службената каса за околу $50,000, за кои што се уште не се знае дали ги има вратено. Ненад Шундовски пак, млад, надежен и амбициозен дипломат од новата генерација, беше назначен за ВД амбасадор во Москва. Скандалот кој го предизвика се уште се прераскажува низ дипломатските кругови во Македонија и Русија. Шундовски, шетајќи низ Москва, начекал одлична понуда за одмор, без размислување уплатил, ставил клуч на амбасадата и си заминал. Официјалното образложение на МНР за неговото отповикување е дека ја напуштил територијата на Руската Федерација без дозвола. Поранешниот амбасадор во Чешка, Игор Илиевски, ја напушти амбасадата, побегна од државата и преде во илегала, откако влезе во отворен конфликт со токашниот директор на УБК, Сашо Мијалков, за кој тврдеше дека сакал да го ликвидира. На ова му претходеше и скандалот со неговата сопруга, која го зема нивниот син и побегна од Прага. Законот за надворешни работи предвидуваше 2/3 од амбасадорите да бидат професионален кадар, дипломати од кариера. Со последните законски измени, нивната бројка се намали на 1/4. Во законот никаде не е точно наведено што значи дипломат од кариера. Филип Петровски 2 години беше генерален конзул на Македонија во САД. За тој период 2 пати ќе заврши во болница по физички пресметки со македонски иселеници и со локално население. По еден од тие инциденти тој е хоспитализиран, а сметката за неговото лекување ја плаќа токму МНР. Тогашниот министер за надворешни работи Илинка Митрева веднаш го враќа во Скопје. Проблем со темпераментот имаше и амбасадорката во Хаг, професорката Добринка Тасковска, која беше отповикана по физичка пресметка со вработена во амбасадата. Листата на скандали во македонската дипломатија е долга и широка. Злоупотреба на пари, кражби, афери, љубовни проблеми и скандали, физички пресметки, аматеризам. Тоа е само дел од срамот кој го нанесе новата генерација дипломати која се издигна од пазувите на политичките партии. Вака, за жал, стојат работите во македонската дипломатија. Тодоровски, не сме баш репрезентативни, за жал, во светот. Па не сме, и затоа се надевам дека ова што го отвори Сашо како прашање е исклучително важно, дека не смееме да дозволиме докму тие амбасадорски и дипломатски места да бидат дел од она што нас би можело да се нарече меѓупартиска доверба. Меѓупартиската доверба, сигурен сум дека има 1000 други начини да се изгради, има 1000 други начини да се направи консенсус и во однос на надворешната политика. Меѓутоа, ние мислам дека имаме неверојатно долга една низа на реакции токму во вакви случаи, а во последните јавувања дури и укажавме на тоа дека веќе и професионалните дипломати или професионалните амбасадори почнуваат да прават груби прекршување на дипломатскиот професионализам. Идејата на еден политички амбасадор е
као што настанала таа институција, нели, е да имате една огромна машинерија од министер советник, 3-4 советници, први секретари и така натаму, и амбасадорот е само онаа цреша озгора на кремот. Меѓутоа, во нашите услови, со веројатно најширока дипломатска конзуларна мрежа од практично на Балканот, ние имаме ситуација да имаме по one man show, односно некаде дури и да е сам амбасадорот. И автоматски буквално работите се извртеа тумбе наопачки. Кога сме кај извртувањето, па да ги спомнаме економските промотори за кои што еве во минатата емисија код пишувавме колкави трошоци се правени и слично. Од една страна имаме one man show, велите вие, амбасадори, дипломат, од друга страна имаме армија, така наречени економски промотори, кои што се на некој начин неофицијални дипломати кога станува збор за економијата и можеби се мешаат во ингеренциите на амбасадата. Не само, можеби туку и сигурно се меша, дотолку повеќе што она преска што малку го зачнавме од друга перспектива е. Ти има директен контакт со премиерот. И сега домаќинот оди по линија на подбор, ќе се обрати кај економскиот промотор заради тоа што знае дека пораката веднаш ќе стигне до премиерот на Македонија. Ако се обрати до дипломатов кој што кутриот кој го знае, ќе му треба месец, 2-3. И едноставно, да, економските промотори се појавија како неформална политичка, надворешна политичка мрежа. И следствено, немајќи ги прерогативите, обуката, образованието и така натаму, тие се трудеа и мислеа дека прават кој знае што. Меѓутоа, што направија е еден огромен хаос во нашиот дипломатски сервис. Та дури е овој случај што го спомнавте со Москва, имаме таква ситуација каде што економскиот промотор таму бил втор секретар. Нашиот Ненад бил трет секретар. И му викаат амбасадорот одсутен, сега ти ќе вршиш работа. Ще има втор секретар пред мене, нека си ја врши работата он. Да, и во Министерството не го зедовме тоа предвид, бил должен да биде ваков, онаков и така натаму, но факт е дека економскиот промотор присутен во амбасадата во Москва бил со повисок ранг од Ненад. Така, само да го завршиме овој дел за дипломатите. Мислам дека Сашко допредно многу важно прашање, тоа е преамбициозноста на нашата дипломатска мрежа во однос на достапните ресурси во Министерството за надворешни работи, финансиски и човечки. Нема никаква поента да држите дипломатско представништво со еден вработен. Да му каснат материјалните трошоци по 2-3 месеци. Ја на пријателска основа сум бил замолен да носам дипломатска пошта од наши амбасади, бидејќи немаат буџет за ДХЛ или за слични пратки. И мислам дека сериозно можеме на политичко ниво да размислуваме за рационализација на нашето представување во светот и разгледување на една опција која е во прилог на натамошен разговор за добро соседство, тоа за да ја подобриме пристапноста на нашите граѓани во странство до конзуларни услуги, соработуваме со други држави од соседството, нема непосредното соседство, нека биде Хрватска, бидејќи ние имаме граѓани секаде, имаме во Уганда, во Чиле, во небројани земји кај што на континентот немаме амбасада. Значи, од една страна можеме да намалиме број на представништа, а истовремено да подобриме пристап на нашите граѓани во странство до конзуларни услуги. Вие сте во парламентот, не можам да ве прашам дали се да се наќеѓуки на економските промотори и слично, меѓутоа еве со оглед на тоа што бевте и претходно член на комисијата, многу амбасадори поминале пред ваши очи, а потоа им ги гледате и гафовите. Како може ли да се спречи доколку мислите дека не му е добро образложението или карактерот или психичката состојба? Може како не може. Меѓутоа до сега такво ништо не знам дека се случило. Видите, во комисиите. Имало случаи на отповикување на отповикување, да, меѓутоа спречување. Јас сакам да го кажам моето мислење дека состојбата во нашите дипломатско-конзуларни представништва е само слика и одраз на она што се случува во нашата држава и не може инаку да биде. Од оној момент кога политиката, партиите замеша прсти во се, па дури и во нешто што се вика дипломатија, каде што всушност ние наместо да се трудиме нашата слика да ја подобриме
и со тие дипломатски представништва, со амбасадори, со конзули, со економски промотори, како ли веќе се викаат представници и така натаму. Напротив, значи, ние носиме одлуки кои ја девастираат професијата, односно професионализмот во популарно наречените ДКП. Ево ќе ви кажем пример, минатата година парламентарното мнозинство тогашно го предложи законот со кој се промени процентуалниот однос на учество кој може да биде амбасадор, односно представник во дипломатско-конзуларни представништва. Значи, ние како опозиција баравме 70% да бидат професионалци, значи дипломати од кариера, постојат школи за тоа, постојат универзитети за тоа, постои остручување, специализација за тоа. Што добивме? Добивме едно законско решение кое вика 1/3 ќе бидат политичари, дипломати, 1/3 ќе бидат дипломати од кариера, 1/3 ќе бидат јавни личности. Обично блиски и сега, до власта. што е тоа јавна личност? Дали политичарот не е јавна личност? И доаѓате во ситуација каде што најмалиот дел се дипломати од кариера. И јас се сеќавам дека на мојата дискусија го спомнав примерот со тој поранешниот амбасадор наш во Турција, кој на комисија за надворешна политика, на која имало кворум, нашите представници, нашите пратеници мислеа дека е скриена камера. Внимавајте, значи бил на граница, патувал со кола во Турција и кога рекле Македонија, Македонија, и тој рекол, леле, колку не сакаат овде, јас ќе бидам одличен амбасадор, или кога видел таму на зидот од зградата кај што пишува Република Македонија, такво чувство го обзело, што тој пресреќен бил. Внимавајте, дипломат, амбасадор. И на вистина, овие гафови се само дел од она што се случува, и сакам само да го завршам ово од аспект на собранискиот дел, од аспект на должноста на пратениците. Независно кој е во опозиција, кој е во опозиција. Независно кој е на власт или кој е во опозиција и независно кој го има мнозинството. Наше е заеднички да се бориме професионализмот во дипломатско-конзуларните представништва да расте. Значи, и со измена и дополнување на постојачките законски прописи, и со еден вид консензус, па не можеме ние да си работиме против интересите на нашата држава. А ова пауза за реклами, затоа што во наредниот дел од емисијата сакам да проговориме за посетата на премиерот Заев, министерот за надворешни работи и други членови на делегацијата на Бугарија и реакцијата на ВМРО-ДПМН дека во однос на националните интереси не можат да се потпишуваат договори без увид на целата јавност. Продолжуваме со топ тема на ваша страна. Кликовски позитивни написи и од бугарските колеги за посетата на Заев на Софија и средбите со Борисов, склучувањето на договорите, празнувањето на 2 август заеднички на Илинден и слично. Очекувано ли беше во ова прва посета да се случи ефектуирање на претходно договорањето и договореното можеби? И факт е дека Бојко Борисов немаше, јавно кажуваше, добро мислење или односи со Груевски, можеби тоа попречи во правењето на едни вакви добрососедски односи. Прво малку анекдотски да почнам, да ово што го направи Заев во Софија го направише Груевски или не да Боже Лјупчо Георгиевски, веројатно ќе беа распнати повеќањето во Скопје. Ги нарече бугарофилија? Да, меѓутоа надвор анекдотскава содржина. 18 години ние знаеме за што разговараме со Софија. Тоа е поставено во декларацијата за добро соседство од 1999 година, ако добро се сеќам, која подпиша Георгиевски и Костов, ако добро се сеќам, кој беше премиер на Бугарија. Таму се дефинирани точно прашањата. Од поголема соработка на владите преку форма на заеднички седници на владите, како што имавме например со Србија. И сега затоа мислам дека господин Заев отиде со поголема делегација таму. Историјата и гледањето на историјата преку заедничките личности настани, преку учебниците по историја, преку гробиштата бугарски на територијата на Република Македонија, ако можеме да имаме француски, англиски, германски, српски гробишта, зашто да не може бугарските гробишта да бидат одбележани во Република Македонија. И неколку прашањето за омраза, говор на омраза во медиумите, мислам беше опфатено. И во учебниците фашистичка Бугарија. Веќе за учебниците.
и последното беше третман на националните малцинства. Ние 18 години збориме за таа содржина. Мислам дека секој малку повеќе упатен и помалку упатен можел да види кои се разликите во ставовите. И на господинот Заев не му остана ништо друго. Ако ходи во Софија, или ќе ја помести работата од мртва точка, или нема зашто да оди во Софија, бидејќи одите на посета во кај Сосед во Софија или било каде, ако имате некоја агенда за споведување, не само да се видите со колегата и да пиете кафе. Тие се неформални следби, не одите во службени посети. Значи, неминовно беше, ако се оди во службена посета, да има поместување. Ми се чини дека господинот Заев продолжи таму каде што претходната влада, господинот Груевски, застана, ми се чини во 2014 година, кога имаше едно поместување, вклучувајќи обид да заеднички да се одбележи Свети Кирил и Методи со повикување на бугарскиот амбасадор на нашето отсуствување во Ватикан, бидејќи една од балканските подоби е да ние имаме посебно чествување на Кирил Методи и бугарите имат посебно чествување на Кирил Методи, а сите се поклонуваме на делото на Кирил Методи. Зошто не можеме тоа заедно да го направиме? Ми се чини дека тогаш не се отиде понатаму, бидејќи долго време работните групи на двете министерства. Предпоставам дојдоа до сите работи. Каде што може ли не може да има пробив, јасни се спорните точки, вклучувајќи нереципрочниот третман на националните малцинства во двете земји. Значи, бугарите очекуваат да Македонија не се грижи за националното малцинство наше во Бугарија, за разлика од нивното третирање на бугарското национално малцинство во Македонија. Значи, јасни се тие разлики и сега нема ништо друго, освен да се придружиме понатаму. И на најголем дел од овие прашања, всушност, има поместување и има образложение како и што може да се направи. Прашање на политичка храброст дека конечно, после 18 години, после актот на Георгиевски Костов, треба да го решиме ова прашање. И нормално, ќе има незадоволни во Македонија, ќе има незадоволни во Бугарија. Едно од работите што е проблем, например, кај нас, дека ние за бугарскиот став кон Македонија дознаваме од Каракачанов и од Димитров, кој патен двојцата се устира никако со работници на бугарските служби, кога сакаме да дознаеме што мислат бугарите, го дава Димитров, кој е еден тотален лудак, маргиналец, мислам... Индивидуа. Не ми е јасно... Нерелевантен во случај. Па не, јас верувам дека има и такви бугари, меѓутоа ние добиваме неискривена слика едни за други, која можеме да собереме храброст да ја надминиме. Точките се тие се познати. Забелешката на ВМРО ДПМН е од аспект што очекувано е да кога ќе дојде договор за добрососедство за ратификација во собрание, ќе се бара некоја поширока поддршка отколку 62 пратеника, пошто би било лошо и за нас, и за нашите односи со Бугарија да се надгласуваме по такво прашање. Би требало да имаме малку поширок консензус за тоа прашање, иако не е точно дека не се запознаети со договарањето, бидејќи до 2014 тоа. Не, до пред еден месец работните групи, ако воопшто функционира, ги водеше министер на ВМРО ДПМН. Дунтев, во однос на затварањето на прашањата со Бугарија, навистина првава средба на Заев со Борисов како премиер Заев беше продуктивна и многу позитивно оценета. Дали сметате дека ВМРО ДПМН сега ќе почне една политика и критика заради тоа што веќе рече дека не биле запознаени, не е тоа национален консензус и слично. И што значи затварањето на овие прашања? Само ќе ве прашам и лично како охридјанец, порано кога доаѓаа бугарите во Охрид и кога велеа ова е наше, нели ние малце се нервиравме сите како граѓани од кај па сега нивно, меѓутоа очигледно дека ова е едно големо поместување и треба да има поместување и во свеста на граѓаните. Така е. Оваа посета на премиерот Заев и цела владина делегација е од големо значење. И видите, многу е логично. Ако се сеќавате во духот на добрососедството и во духот на принципите за прием во Европската Унија,
Хрватска мораше да ги реши отворените прашања со Словенија, за да нема вето. Бугарија и Романија не случајно беа заедно примени во Европската Унија. Словенија требаше да ги реши отворените прашања таму околу Истра, границите во Јадранско море со Италија пред да биде примена во Европската Унија. Значи, тоа е неопходност. Тоа не можете да избегате од тоа. Сега, во контекст на политиката на ВМРО ДПМН, или да бидам по-конкретен, на владите на Никола Груевски досега, во 2005 година Република Македонија ги исполнуваше сите услови за почеток на преговори со Европската Унија. Освен ступидниот проблем со името со Република Грција, кој се влечи, кој се произведува за да постои и за да се одложува. Значи, за да се тегне со години. Меѓутоа, факт е дека во 2005 година можеа да започнат преговорите. Факт е дека пред НАТО форумот во Букурешт 130 држави веќе ја признаа Република Македонија под уставното име. Значи, топката беше нагол, требаше само да се даде голот. Од 2006 година наваму, сите влади на ВМРО ДПМН ја враќаат Република Македонија се поназад и поназад. И јас, нерешавањето на добрососедските односи, немање на прогрес во процесот со решавање со спорот со името со Република Грција, нерешените отворени прашања кои еве сега, значи не било воопшто тешко да седнат да се решат со Бугарија или со Србија или со Албанија, сето тоа било продукт на политиката на владите на ВМРО ДПМН да ја оддалечува нашата држава од интегративните процеси. Ние денеска, 2017 година, сме 12 години подалеку од Европската Унија, отколку што бевме 2005 година. Ова е одличен начин. И досега, мислам, односите се заладувале чисто од политички причини. Знаете, имате политичка гарнитура овде, политичка гарнитура овде, дајте да правиме проблем, ќе го решаваме со години, имаме прашање со кое ќе задираме во националните чувства на нашите граѓани, во патриотизмот, она што го спомнавте. Па јас сум бил во Бугарија каде што имаше плакати 100 години од Преображенското или Инденско българско востание. Не е тоа убаво да го прочитате таму. Меѓутоа, и ни веројатно не им е убаво ако некој дел кај нас во историјата, која е заедничка во огромен дел, значи заедничка историја, не само со бугарите, ние со србите бевме во заедничка држава повеќе од 50 години и така натаму. Значи, тие прашања, што повеќе ги оставате настрана, то поголеми проблеми растат. Тоа е можеби добро за номенклатурите политички да останат на власт, меѓутоа е лошо за народите. Лошо е за граѓаните и лошо е за соработката. Република Македонија мора да има пријател, мора да има ментор и еден вид заштитник во целиот процес кој ќе започне за интеграција на ЕУ. Сметам дека овој потез на премиерот Заев е вистинскиот чекор, затоа што Република Бугарија отворено сега е всушност во овој момент главниот партнер на Република Македонија за влез на Македонија. Од дипломатскиот свет како ги оценувате овие посети? Првата посета на Димитров на Атина беше, Заев во Бугарија, донесување на вакви договори. Значи ли тоа дека ова е една сега политика, зашто побрзо решавање на сите отворени прашања и побрз влез во НАТО и Европската Унија, иако јас не сум толков оптимиста како што беше премиерот на она интервју во МТВ, дека еве уште летово сега ако ќе почнеме ние со НАТО, па многу брзо ќе се реши името и слично. Јас бев во Атина, таму навистина нема поместување од грчка страна во однос на нивното барање за промена на името. Па ова дефинитивно е многу сложно прашање. И јас, за жал, не можам да го делам оптимизмот на Томисов, меѓутоа известно е дека ова може да се нарече политика на пружена рака. И мислам дека е страшен гестот баш да се почне со тие две посети, односно со Атина и со Софија. Тоа е максимално охрабрувачки. Се разбира дека летово нема да стапиме во членство ни НАТО ни на ЕУ, меѓутоа многу е важно да се адресираат тие проблеми кои што ги имаме со овие две држави. Не би го споредил тоа со искуствата на Словенија или другите земји, вклучувајќи и Бугарија и Романија, веќе таму се работеше за некој облик на граничен спор или за некои статусни прашања околу малцинствата.
но нема некој, така, идентитетски тип на проблем, као што ние имаме со овие две земји. Меѓутоа, пак, ова што ДПМН го направи денеска, малку ме шокира и мислам дека сепак има една ефтина димензија, заради тоа што се алудира на еден архаичен проблем, а тоа е така наречената тајна дипломатија. Сега нешто Заев тајно договорил со Борисов. Сашо одлично посочи дека што и да било склучено, преку процесот на ратификација, тоа ќе биде објавено на сите можни начини и ќе дојде до отворена дискусија. Освен ако као ДПМН не го ставите у скратена процедура и никој не ни знае што се случило, веднаш се затворила работата. Меѓутоа, ако си влезе во една нормална парламентарна процедура, имаме тука сега верба дека тоа ќе биде направено правилно, тоа ќе си помине низ сите комисии, за тоа ќе разбере и до последниот детал секој граѓанин кој што сака да дознае, што значи не може да стане збор за тајна дипломатија. Тајна дипломатија било царевите на земја А и земја Б се договараат, никој не знае што се договориле, а они спроведуваат некој договор. Тоа е тајна дипломатија, нема врска со ова. Значи, луѓево се сретнале, поразговарале. Таа декларација, дали ќе биде унапредена во некој вид спогодба или не, зависи од парламентите на двете земји. Не е тоа акт што може да го подпишат Борисов и Заев, ние не знаеме што има таму и готова работа. Не, ќе си дојде во парламентите. Иначе, што се однесува до заедничкото поклонување, тоа стварно не е никаква новина. Ние и во Словачка и во Германија, не само Ватикан, се согласивме да има заедничко одбрежување на Свети Кирил и Методи. Тие се стварно се словенски, на крајот на криштата и византиски поданици, а дали знаеле македонски јазик, биле родени во Македонија, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа и во Софија, на гробот на Вапцаров, покојниот претседател Трајковски, и посебно кога имаше неколку инциденти на гробот на Јане Санденски, заедно со бугарите, замениците министри за надворешни работи се поклонија на Јане Санденски. И од тогаш веќе нема ни тепачки, ни бутор. Почнате процесот, значи одавна. Јас само само да кажам дека идентитетските прашања ги спомнавте. Она што и во Атина беше кажано од тамошниот министер за надворешни работи Кодзијас беше дека претходната влада, кога станувало збор за решавање на името, прашањето за името го претворила во идентитетски проблем. Не би сакал да ги ставам Грција и Бугарија во исти кош, заради следната причина. Последните податоци ми со 2013 за чувствата на бугарите и македонците. 60% од бугарите сметат Македонија за пријателска земја, 50 и нешто проценти од македонците во граѓанска смисла, не на етничка припадност, ја сметат Бугарија за пријателска. Таа година над 80% од испитаниците во Македонија биле за подобрување на односите за Бугарија, биле за склучување на договор за добро соседство со Бугарија и очекувале да тоа се склучи во еден седен период, не подоцна од 2 до 4 години од истражувањето кога е направено. Контекстот на чувство на пријателство меѓу народите е малку поинаков отколку чувството на непријателство што постои меѓу Македонија и Грција. Обратно од овој податок со Грција, огромен процент македонци мислат дека Грција ни е непријател. Верувам дека е слична ситуацијата таму. Мислам дека 8 од 10 Грци одбива да го има зборот Македонија во името на нашата земја. Во истото истражување од 2013, 72% од бугарите, околу пак 50% од македонците лоцираат како најголем проблем за натамошен развој на меѓусебните односи третманот на историското наследство. Односно, како интерпретираме историја. Значи, јас сакам да кажам дека ние најверојатно никогаш нема да се договориме на една верзија на историјата. Јас не доживувам под заедничко славење да имаме една верзија на историјата, туку да дозволиме дека постојат повеќе кратни интерпретации на историјата. Бидејќи стално можете да земете повеќе работи. Кемал Ататурк, неврзано со ова, Кемал Ататурк бил основач на турската држава, но истовремено бил алкохоличар и женкар. Значи, кој аспект ќе го земете во третманот на државотворноста или неговиот карактер
како личност. Значи, ние никош нема да се договориме на еден став. Ниту за Илинден, ниту за Гоце Делчев, ниту за Јане Сандански, ниту за повеќе работи. За Киро Методи, за Цар Самуил, веројатно најлесно би се договорите, пошто се тие прилично подалеку од нас. Треба да бараме прагматични решенија што ќе ги одблокира работите. Јас најчесто го покажувам примерот на најпроблематичниот дел од декларацијата за добро соседство. Тоа е дека декларацијата беше подпишана, ако добро се сеќам, на македонски јазик според Уставот на Република Македонија. Тоа беше жестоко нападнато тогаш како предавство во 99 година од тогашната опозиција СДСМ. Затоа што се бараше да биде на македонски јазик и ништо друго. Што е прагматичноста? Прво е поместување за бугарите, пошто дозволува да постои некаков јазик кој е различен од бугарскиот. Втората прагматична компонента дека благодарејќи на таа формулација се подпишани десетици, ако не стотици билатерални спогодби меѓу Македонија и Бугарија за различни аспекти од меѓусебната соработка, кои го откочиат процесот на меѓусебна соработка, а никој за овие 18 години не може да документира ни една штета по македонскиот јазик заради склучувањето на таа декларација. Само да нагласам дека во изјавата на Борисов тој не испомна македонски јазик, меѓутоа рече дека ќе се подпише на договор што го има во Уставот на Република Македонија. На официјалните јазици на двете држави. Јазик на двете држави и веќе нема отворени прашања околу потребата на македонскиот јазик и признавањето или непризнавањето од страна на Бугарија. Тоа е појасно од ова не може да биде. Веројатно уште многу години по склучување на договор за добро соседство нема да се согласиме за многу работи. Само треба да бидеме спремни дека можеби постојат повеќе кратни интерпретации на работите и да бидеме спремни да разговараме за тоа. Така, со оглед на тоа што има уште 5 минути до крајот на дебатава, посетата на соседството веројатно верувам ќе уследи и Србија и Албанија, особено Албанија како земја членка на НАТО. Дали ваквата политика на СДСМ е барење поддршка за евроинтеграциите и за НАТО особено, иако знаеме дека и овие проценти разочарувачки во односите со Грција, значи не туку така ќе се реши лесно прашањето за името. Проблемот на приближување за интегративните процеси тргнува од соседите. Јас сега мала дигресија ќе направам, меѓутоа во контекст на она што го кажа господинов Клековски, јас на господинот Ѓорчев, како член на Комисијата за надворешни работи, кога одеше за амбасадор во Бугарија, му кажав дека многу лесно е да се караме и да се расправаме за работи што не делат. Дајте да ги најдеме работите што не поврзуваат. Нас не поврзува заедничка историја. Во 1916 година во ноември бугарската окупаторска војска, значи за време на Првата светска војна, однела 84 скапоцени предмети, меѓу кои златната круна на патриарсите на Свети Климент Охридски, жезлото на Свети Климент Охридски, плаштеницата на Андроник Палеолог, летописот на Јован Скилица и ред други скапоценности кои денеска се во музеот на Историскиот музеј во Софија. Главата, черепот од најголемиот наш светител, Свети Климент Охридски, е во манастир во Верија, тогашен Бер, Свети Јован Прогром се вика манастирот. Значи може секој од нас дојде да го види таму. И сега ние треба да преговараме да црква со црква, МПЦ со нивната црковна институција, да дојде черепот овдека, да се поклониме пред дел од моштите на Свети Климент. Дел се во Свети Пантелеймон во Охрид, дел се ваму. Или дел од заедничката историја со Албанија, па златните маски што ги спомнавте денеска се во Белград во музеот. Значи, ние можеме да најдеме 1000 работи околу кои ќе се расправаме и никогаш нема да постигнеме заеднички договор. Ниту пак имаме заеднички став или мислење. Но да ги изнајдеме работите. И јас мислам тоа е целта на ваквите посети и тоа е политиката на Социјалдемократскиот сојуз, кој во својата политичка програма кажа дека не смее да има отворени прашања, ќе ги најдеме работите што не поврзуваат, околу нив ќе се сплотиме и заеднички со поддршка ќе ја поддржат Република Македонија во нејзините напори да се интегрира во Европската унија и во НАТО. Мислам дека тоа е вистинскиот начин, вистинскиот чекор и оваа посета и посетите кои ќе следат ќе бидат само дел од она што се нарекува пријателска дипломатија заснована врз работи што ве сплотуваат, а не врз работи кои ве разделуваат. Тодоровски, за крај?
Кратко, само да не се согласам со ова разочарувачка посета на Атина, ако добро разбрав. Ние пак обратно гледаме на тоа. Не реков дека разочарувачка, туку нема поместување во нивните ставови, ти јасно кажа. Има огромно поместување. Кога прв пат предходните влади успеале да добијат министерска посета, односно посета на ниво на министри за надворешни работи. Ова човекот уште не седнат во фотелја, се извинувам. Неговиот пандан вика јас ќе го поканам веднаш. Овој веднаш прифаќа и на уште 3 дена од влегување во канцеларија за МНР, одеднаш имаме министерска посета. Беше во Македонија, веднаш по изборот. Кога? Кога? Значи, погледнете ја развојноста. Оваа влада очигледно има отворена врата и во Атина и во Софија. Тоа е најголемиот помак. За другото ќе дискутираме. Значи, една од новите надежи, се надам, нема да биде само надеж, е форматот на посетата на господинот Димитров на Атина, бидејќи покрај седбата со министер за надворешни работи имаше седба со министерот во сенка, односно секретар за меѓународни работи на Неа демократија, што е исто така важно, и со председателот на Републиката, кој исто така ми се чини од Неа демократија, од опозицијата, не од Сириза, бидејќи е јасно дека и за Грција да се помести по ово прашање ќе треба консензус на нивната страна, и за мене тоа е еден позитивен знак. Прашањето е дека таму сугерирав дека јавните мненија и во Македонија и во Грција се многу понепријателски расположени отколку што се меѓу Македонија и Бугарија. Затоа викам дај да направиме пробив меѓу Македонија и Бугарија, за да демонстрираме дека имаме капацитет да водиме диалог со соседите и да ги решаваме проблемите. Ако има главно позитивни чувства меѓу двата наши народи, па ќе дојде на ред не веднашка, не летова, ама ќе дојде на ред и Грција. Ви благодарам што бевте гости во однос на овие важни прашања за надворешната политика. Почнавме во однос на тоа дали Александар Николовски може, треба или ќе се оспори, еве се оспорува неговото амбасадорско место, па се до овие прашања помеѓу соседите и Македонија. Благодарам за учеството во токот на вашата. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со Телма.